Војната на Блискиот Исток нема да заврши наскоро. Последиците ќе ги чувствува целиот свет. Според домашните безбедносни аналитичари, овој конфликт не е изолиран инцидент, туку дел од поширока стратешка пресметка што трае со децении. Директниот судир меѓу Соединетите Американски држави и Иран носи неколку сериозни ризици, дипломатски и глобални економски притисоци. Ако е крајната цел на американската администрација да се смени режимот во Техеран и да се уништат капацитетите за изработка на нуклеарни капацитети што ги поседува Иран, тогаш не би рекол, некако не сум оптимист дека ова ќе биде многу брза акција. Зашто? Затоа што смена на еден режим кој постоел 50 на години до сега, 47 ако не се лажам, да се смени во краток рок е тешко. Ако они почнале да напаѓат локациите каде има нуклеарно развор за нуклеарно оружје, за избогатување на ураниум, ќе разбереме дека тука целтата е ова да се уништи. Ама ако они, како што направиле, напаѓале резиденцијата на лидерот на државата и на овој духовен лидер на државата, тоа ни е пораката тука дека режимот или владата мора да падне. Според новинарот Дејан Антоновиќ, намерата на американскиот претседател Доналд Трамп кон Иран е јасна: целосно запирање или строго ограничување на иранската нуклеарна програма, слабење на воените капацитети на Техеран и создавање услови за политички промени во земјата. Сега тие ќе одат на варијантата да дојде до некаков државен удар внатре во Иран и тоа да го одработи иранската опозиција која изминатиот период се обиде на улиците да го урне режимот од 1979. Тоа ми се чини дека у таа варијанта ќе оди Трамп, бидејќи некаква долга војна или некаква евентуална копнена инвазија врз Иран, според моје некое гледање, е невозможно. Експертите предупредуваат дека ако има продлабочување на судирот меѓу САД и Иран, тоа индиректно ќе влијае врз Македонија, пред се од економски аспект. Можни се зголемувања на цените на горивата и инфлаторни притисоци.